Во Кочани, регионот што го покрива Центарот за јавно здравје, има само еден потврден случај на морбили, информира доктор Горан Николов, специјалист, одговорен епидемиолог. Станува збор за 3,5 годишно дете од село Долни Подлог, кој боледува од церебрална парализа и поради болеста не е вакцинирано. И истото е препратено на инфективната клиника во Скопје, каде се следи неговата состојба. Други случаи на заболени деца од морбили во Кочани и целиот регион што го покрива Центарот за јавно здравје нема, вели доктор Николов и појаснува дека во Виница и Кочани се потврдени неколку случаи на заболени деца од овча сипаница или варичела, што е многу различна сипаница од морбилите, и замолува да не се крева паника меѓу родителите во градинките или воопшто кај населението, бидејќи она што е присутно кај дечињата од овие општини е овчата сипаница, и тоа кај мал број деца, а не морбили. Тоа се различни типови на болести што воопшто не треба да се поистоветуваат, додава доктор Николов. Тој вели дека опфатеноста со вакцинација не само од морбили, туку од сите болести согласно календарот за имунизација во регионот што го покрива Центарот за јавно здравје Кочани е висока и повеќе од 96% од населението е вакцинирано. Инаку, поради ситуацијата со заболени од морбили во главниот град, која што е излезена од контрола и во која починаа веќе 3 бебиња од компликации од морбили, Министерството за здравство донесе одлука бебињата до 6 месеци да бидат вакцинирани од МРП вакцината, односно од морбили. Доктор Горан Николов потенцира дека тоа важи само за Скопје, односно од морбили ќе се вакцинираат само бебињата во Скопје, а во другите градови се останува по старо. Вакцината да се прима согласно календарот за имунизација на 13 месеци.